Добра вечер во уште еден подкаст преку Тасевски. Како и секогаш на почеток ќе ги најавам, ќе ги испочитувам моите спонзори. Пицерија Портофино, пица по италијански рецепт, ама не само пица, туку и пастрмајлија феноменална и пица сендвичи. Има и новитети, кари пица, баква пица, онаква пица, бесплатна достава прават. Да не ја повторувам таа приказна за нивното италијанско потекло од дедо Джузепе Локатели и неговата сопруга која што ја нашол во Чаир покрај Серава, каде што купувал патлиџани јабучари, скопски јабучари за да го прави кетчапот. Што е карактеристично? Најкарактеристично за пиците и сендвичите и пастрмелиите Портофино е што пробуеш една и стануеш одма попаметен. Значи така еден дечко пред недела две требаше да се тестира тоа менса за коефициент на интелигенција. Влегол гладен, рекол чекај само да изедам пицата. Претходно му правеле тест, имал 150 IQ, од која изел пицата 250 плюс, значи Никола Тесла го надминал. Го имате на кајронот телефоните, кај може да ја нарачате, нели, преку кои телефони. Вториот спонзор, кој што ме облекува вака да изгледам како манекенот некогашно со списание Бурда, е бутикот Forever 19, што се наоѓа на бившиот млечен во Тафталиџа, тоест како му доаѓа, да, така му доаѓа. И значи феноменална машка и женска колекција, како што гледате, ова е машка, нели? Интересно е тоа што која како девојка влезе и се облече, ако не е влюбен одма се влюбува, ако не е мажен одма ќе си најде маж кој што ќе биде смртно заљубен во неа, некој па што сакаат онака срекно да се разведат, таа се облече у женската колекција, одма срекно се разведува по неколку пати. Сега на почеток сакам да кажам дека прво ќе поздравам мојот гостин, а тоа е една наша скопска урбана легенда, човекот што го правеше секогаш Скопје да биде повесел, поинтересен град, подружелюбив град, човек што едноставно не можеше ни една журка да се случи во градов, а тој да не биде вмешан во неа, нели, да има да сноси дел од таа вина, дел од таа кривица. Владимир Ристов, познат како Камењар. Тако звани. Драго ми е, тако звани Камењар. Добре, дојде Камењар. Како се чувствуваш? Па добро, друже, одлично, ствари малце уморно, дека нели вчера беше Митровден. Па малце она како беше 3 чаше попио и крила сам добио. Така да денеска си ги сносиме последиците, пола град сигурно. Камењар, ова е за тебе, ваучер од Forever 19 со 20% попуст. Да изненадиш Караколева Тања, да изненадиш. Каква реклама им грбна, јачи си од К15. Па сега мора така малце поинакво да биде. Овака. Камењар, ќе те прашам вака за почеток. Каква беше Скопје пред 30 години кога влезе, така да кажам, во скопскиот живот, кога почна да излегуваш и она Скопје што е денес? Има многу голема промена, односно не можеш да го познаеш сега веќе Скопје тоа што било и сега. Она од средношколските денови како било, и сум и 8-летка, и ти се сеќаш на тоа кога идевме на војни базен, колку си играше баскет, се чекаше со редови да доеш на бољи пар. На бољи пар, ако ти истреба толку оди си дома, да. Оди си дома, тепачка обавезно меѓу екипата, зашо кој изгрешил. А сега еве гледаш како што гледаме сите ствари, сите терени се празни, никој ништо нема такво дружење меѓу децата, а за општо и за излегувањето и за ноќниот живот е многу променет. Во која смисла е променет? Па многу полоша смисла, сепак ние во некој, да не го наречам наше време, во пред 30 на години или по некако сите се знаевме меѓу себе, нели, кога ќе излезеш, додека влеко ќе влезеш во некој локал, ти требаше 1 сат додека да се испопоздравиш со сите. Да стигнеш до сепарето. Да, додека да дојдеш, тоа не можеш да дојдеш уствари. А сега пола не ги знаеш, ама не е тоа, луѓето нели се отуѓа, сите го знаеме тоа. А кажи ми, кога прв пат почна така да излегуваш, да нели да шемите да ги фаќаш?
А не, ние почнавме уште као деца, 7-8 деление со малските другари, мислам, јуревме ностоп низ град, мислам, уште од тоа време идевме по старите, знаевме кај идат пред Ани Бони и пирамида, ако ти текнува, беше као корзо многу гужва имаше. Да, тоа беше одма кај Ани Бони, така уличката, нешто така. така. Да, тука беше, не можеше да се размине кај грчка амбасада. Да. После едно време, после другата година, ствари тоа беше од 86-7 година, памтам дека чаршијата беше многу актуелна, ако ти текнува Джаджо, Джаджо, да. Фокс, Рандеву. Тоа 20 кез беше така по-рокерско, некој вамо кај нешто Капанан, шо имаше таму, да. Мондријан може да. малце покасно, 2 години малце покасно, и тоа беше одлично место. Малечко све, ама тогаш нас не се чини ако кузе кога би биле сако ќе поминам, кој ќе го видам како гаражиче си викам, како ми изгледало као да е хангар. Да. Како да е Лас Вегас. Да, се успоредба со овие локали дека у Скопје, да не се лажеме, нема више импровизација направи. Сите локали се вау, мислам може да парирате на локали во Њујорк или некој друга во Мајами, во не знам во некој други метрополи што се. Пред да се вратам на темава, фино што спомна, ти сега повторно после интермецо го водеше известно време интермецо. Да, партнерски, да. Да, партнерски, добро. После неколку години фактички сега отвори нов ланч бар, така? Не, јас таму сум како учесто, мислам, имам партнери, само он ја води работата, чисто од финансиски побуди, бидејќи нели работам во Министерство за внатрешни работи, платата знаете, мислам официјално колку ни се платите. Децата лаат, бараат, така да со тие пари можеш не можеш ни да се сликаш фактички. Сакаш да кажеш ти како инспектор, нели во борба против главен инспектор во борба против финансиски криминал, економски криминал, дека мала ви плата на вас. Па да ти кажам искрено спрема тој стрес и тежината на работата што ја имаш, е премала, не е мала, него е премала. И мислам дека 90% од сите вработени што се во министерството наше, веројатно и во другите министерства, сите имаат некоја дополнителна дејност од што се приморани, не дека некој сака, работата многу си ја сака, меѓутоа едноставно не можеш на 5 и 6 више ти си салфетка, немаш ден раскршен у џеби се мораш да ризикуваш, секој се снаоѓа на некој начин. И сега мислам тоа си е све легално законски, си земав кредит, си цално вамо со излезе така ситуацијата со и партнерски, тоа е тоа. Значи без сите сме врзани, онака мора кредит да извадиш дури понекогаш. Па нема резервите од минатото се потрошија и тоа е тоа сега. Да. И ово на ново сега. Да, бродот го испразниш беше. Па не, тоа си викам сега како проаѓаат години, викам како сегде у свет наместо да го намалуваш темпото, ја викам ти се на газ. Сега не на газ, него фул на 8000 турбо обрта. Injection. Да, и не знам, цел ден сум да се планирам. Ке се вратам сега, пак се вратиме после на ова со твојава работа. Веројатно сакаш да кажеш дека во она време кога бевме копилјаци, кои излегувавме, многу повеќе ни се можеше да излегуваме, да се забавуваме, да пиеме, да ова дона, да частиш девојки. Да, за частењето баш не се слагам, да сите немавме пари. Мислам, мораше некако да се снајдеш за да частиш. Меѓутоа беше многу. Мене искрено се дали дека сме биле помлади, мислам дека не е до тоа дека сме имале поише и сила и све, и истата енергија имаме и сега, меѓутоа имаше поише драж излагањето и подобри беа журките, све беше подруго. Која смисла беа подобри журките? Еве сега на пример ги гледам деца од новиве генерации излегуваат по 10 по 12 мушкарци, човече излагаат сите дотерани направени све, некако кога да не ги интересира девојчиња, човече, ето порано да си било ние, значи бевме напаѓачи, тоа такви напаѓачи нема. Предатори. Тоа не предатори, тоа беше цела вечер, тоа натаму како им викаше ти она песната на нови дечки, па добро бе, не е проблем, алце ќе се собереме, нели, немало место, па ќе се стиснеме, ќе се гушнеме, да не е проблем. Не, сите беа така некако под не, многу не интересира, мислам, тоа имаше многу дружење и жените беа многу подругачи беа. Не за да идеш да преидеш на некоја комуникација со некоја, требаше стварно да имаш нешто во тебе, некоја харизма и речник и што год да не можеш ти како сега пијачка да ја пратиш тоа време ти ја враќа одмок секунда, немаше тоа порано. Не можеше да ги купиш девојчињата
со пијалок или што god да е. Сега на кока ги викаат доле во во ВЦ. Сега, тоа е сега на цртање, на цртање, да. На цртање, сите на црта. Иначе ние сме генерација, нели? Да. Не можеше, мислам, девојче, додека да го најдеш телефонот, па да и се јавувај се, па дал ќе ти дигне, дал да лаеш, треба цел ден. Цел ден размишляш што да кажеш, се припремаш со тефтерче, со подсетник, со... Така ли беше? Не, пази што да шармираш. Пази, дури и ти шармантен, убав дечко, мораше тоа да го правиш. Па додека дојдеш до полјубас, додека дојдеш, боже, тоа беше трема, човече, како да идеш на електрична столица, така што се осети. Како да треба да те жигосат. Значи низ исти сме проаѓале овие страда. Не, за секој вако трема имаш невидено, онака со потење раце. А шо мислиш, на шо се должи тоа денес од психолошка точка, таа губење на мажевност, еве, како не знам како да го наречам тоа. Јас со секој колку сум се бацел порано, па дома сидев како Фред Астер, човече, така степува до дома, тоа те зарадува, кога не знам што да ми кода сум добил седмица на лото се. Баш буквално толку сум бил радосен за едно бацување, за другото не правиме муавет. За да пипнеш тоа, готово. Тоа било празник. Не миеш рака еден месец. Слушай, а кажи ми, што мислиш, на што се должи би ова оттуѓено со ова што кажа војне, маживе стварно седат сами, нема приоѓање. Кога излезе интернетот таму 98-9, мислам излезе многу порано, од кога онака стана масовност, мислам дека и поготово сега со сите овие апликации, да не ги набројувам, ги има многу, некако луѓето се одвоија, се изолираа скроз, знаеш како со телефончето, како ти имаш другарче, како уствари сите да ти се другарче, уствари немаш никој. Да, и така некако, знаеш, тоа напаѓање, што го викаме ние, да се изгуби скроз. Кој си забележал било каде кој излезе некој, седат пет машки на еден конјак, пет девојчиња таму и никој со никого не комуницира, сите со телефоните, само не дека нема тоа сплетки, ама сплетките идат после 12, тогаш почнуваат пораките да ги добиваат. Не, тоа однапред договорено, тоа однапред договорено, тоа што ќе видиш некој излеза. Значи штела. Да, тоа некој што ќе видиш добра, сама излезена, таа не е сама, тоа биди сигурен, него излегла дека ако има something better, разбираш? Сега не за сите, не зборам за сите, во принцип, правам муабет за помлади. Или со другарките да се види саат 2 и после добија порака у 5 до 12. Те чекам на чошото дека. Све зависи тоа, договорени си се во принцип, тоа а за машки искрено не би знаел онака точно кај да ја најдам. Зашо го изгубија тоа предаторството, да. Не, интересот не ги интересира толку девојчиња, не ги интересира толку. Не знам, ја тоа го гледам и у теретана, го гледам и на многу места. У теретана у смисла си вежба, преокупиран сам со себе, не погледнува нешто од страна у хеланки, така у... Или ако сите гледаат онака дзирката, ама нема акција. Action, reaction. Нема, чекај ја да ти ја покажам вежба. Центрипетална, центрифугална нема. Нема. Сме пазачи. Да, отишол. Отишол, да. А кажи ми, и скапо е сега, знаеш, за да тоа те прашав на почеток, моќта. Скапо е сега за да нападнеш, ти нема сега да отидеш да пример да мисли да им дојдеш на маса на некој девојчиња те прифатат. Ти само да викнеш на тура, ти пееше 50 европејки летнале одма. Пееше и тоа тука ризик ти. Не знаеш може. Не знаеш ке нарачи може да. Сати ќе ти рече дечко, ариведерчи ќе ти речат. Или ќе мора да идеме на друго место, да. Пријатно толку и ти сега пееше, ти си го изгорел. Према дома по улица пцуеш све живо. Знаеш, не ризикуваш, нема ризик. Да, нема ризик. На Инстаграмче, на Фейсбук, она и сега ако има игра, тогаш идеш на левел 2 да почастиш. Левел 2. Фактички тоа се вика инвестиција, се знаеш. Да. Никој не инвестира. Намалуваш ризик, На суво не, како викат, жаба на суво не крека. Да. Кажи ми, едно време во 90-тите беше тоа, се бевте една група на другари поврзани, може и со некои кумски врски, не знам тоа, сум заборел. Да, не, другари бевме сите, мислам, големо друштво бевме, мислам, тоа Скопје беше тоа како едно големо друштво беа, како што правиме муавет сега доле, како 5-10 фамилии у Скопје беа и поврзани сите, например 20-30 другари од едно друштво, другарки, друго трето, како 5 такви друштва беа големи, сите бевме поврзани едни со други и имаше хиерархија, нели? Не можеше да влезе некој од страна. Немало шанси тоа да некој бореш што Што е елита бевте нешто или? Не, ние општо правиме овие местата кај што се излегуваше за да почне некој да го пушта, да речеме во булевар или не знам во Чао, во Змија, во Рома, во милион локали се да не ги набрајам.
матеник, требаше стварно да со некој да доеш по препорака што се вика. Значи мора да доеш 2-3 пати со тој да те внеса, да те Мора пуштат. избацивачот да те запознае, да го Да, и запознае. не, газата обавезно, ако Да. не му фати око, нема шанси, ома му даваат укор на тој брат, овој Да. пршкате го, Да. него бива дете или однесе го да го посредат, Да, нема да му направат влезната. хемиско, иначе да го фризираат, иначе нема шанси. И како дојде до тоа? Која фрли прв идејата да формирате Не, па група не, која тоа што сум се го викаше кажал Нови дечки? многу пати, тоа беше у Маврово, еднаш така бевме онака намачкани со коки. Не знам како кој локал беше тука одма до едноседот и тогаш имаше некоја експанзија. Секој втор стануваше Да, пеач. 90-ти сите она, да. Ке му направат некој песниче социјалка, ама стварно имаше смешни песни, мислам, имаше и многу убави, ама и имаше и на пијано, викам ле, викам чимо овој, викам почнал да пее, викам викам тогаш викам за овој сум Френк Синатра, му викам да направиме група на Коки. Ти му викаш на Коки? Да, на Зафрканце. На Коки Костовски. Да, на Коста Костовски, он тоа изгледа веројатно му се свиѓало така на џапнато. И изгледа у процесорот го вртел и после месец дена јас си седам у Змија на кафе, мислам тогаш бевме таму партнери со балевците и ми се јавува Коки, ми вика брат доаѓе брзо у Лисиче кај Дарко Димитров. Каде бе кај Дарко Димитров? Дојди кај Дарко Димитров во студио. И ми објаснува каде, викам ај. Имаве Пежо тогаш и со пежолката јурам натака. Кога гледам тој направил и песна, све, мене не ми се веруваше. Кој е направил песната? Нарачал он да ни направи песна Дарко Димитров. Дарко Димитров. Да, Он Дарко негов и текстот. Да. Нисам текстот мислам дека беше негов, нешто тука имаше и Принц и некои песни дека имавме 11 или 12 песни. албум и имаше и Александар Митевски. Да, цел албум имавме. Само што тие некои 4-5 песни беа така повртени, што ми е криво сега што некои песни што не ги така не ги сфорсиравме. Можеби го поценивме тоа се од оваа гледна точка. Требаше сето тоа да си го унифицираме, да го не знам да си го заштитиме и требаше можеби на сите песни да направиме и спотови. И еве од оваа гледна точка сега си викам да направиме така некои 4-5 песни да ги сфорсиравме. Си викам камза па сега ти еднаш месечно така да идеш да се појавиш негде некој настап онака само да гракаш. Да. Ќе лапнеш двојче тројче сега да не ги менувам сега кои толку пари ни бараат сега. Да, атрактивни дечки онака. Да. Па не бе за подценјавање сега реално. Пирани све бевте шо, пирани. Кој беше ти, Коки, Ико, како Ико беше? Имац. Требаше повеќе луѓе да бидеме, ама другите се исплашија некако, не знам. Од јавен настап. И така да, веројатно тоа и така почна ствари кај Дарко Димитров, многу смеење имаше. А кој го снимаше спотов ова Првиот К15 го снимаме. К15. И тоа ми е некако многу убави спомени дека се снимаше спотот Забава до месец. Кај го снимавте спотот? Месец дена на многу локации го снимавме. Они, мислам да не знаеме екипата, мислам они се многу креативни, многу смеење имаше. Претерано смеење, многу луѓе. Значи секој ден беше приказна беше, значи стварно многу смеење со многу забава. Слушај, ја тој поготово кај Коки кај него дома, кога ја правевме финалните кадри, тоа траеше цел ден, значи од сабајле од 10 до 6 сабајле. Тоа така се направија партал сите. Ако добро се сеќам, таму спотот имаше некои еротски сцени, успална соба некоја, имаше ти така беше. Али ја највише те памтам по твојот овој соло наступ таму, кога оној делот што го спомнавме на почеток, под добро нема проблем, малце ќе се стиснеме, ќе се ова, ќе се тоа. Имаше и другите песни беа добри, не Пепела, ми се свиѓаше Пепелашка забава, Оварича, шпанска музичка. И да, шпанска видиш. Има би новогодишна, ете таа не знам и сега кога ја слушам сега баш добра песна, мислам топ песничката. Вози. Не да вози, ама не ја знаат луѓе, имаше еден Сетиш Коки што го испеа сам, јас само таму му гракнав 2-3 пати. Гавранот. Такво му е гласчето ми е такво. Слушај, како заврши таа приказна се ви помина меракот што се вика пошто така и почна на мачка ни викаш? Не си го свативме тоа професионално, а бараше таа работа бара како се вика посветено, знаеш, не е така едноставно како што ми изгледа на луѓето. Се ние тоа беше аматерски, така си го така и го почнавме, го свативте фактички, да тоа се осеќаш и затоа беше забавно дека тоа вие се забавljате уствари како така и го завршивме. Можеби другите почнале како се вика од забава, како да речеме, они прерастанаа нешто многу посериозно.
Тоше, например, од сам старт беше Се виде дека детето, да. професионалец беше детето, Да. мислам, дека он беше страва музичар А беше. кажи ми, у она време вашиот албум имавте, ве вика на јавни настапи, имавте... Не вика и сега не викаат многу, меѓутоа Кога, не како знам, сега јас сум ве многу викаат? за тие работи сум екстремно тремаџија и срамежлив. Како и сега ве викаат? Па многу пати не еве се на пример речи го Мартин Трпчевски не викаше вамо што го правеше во хотел Русија во салата, ја не знам наски мислам, нели правеше некој забава со сите групи. Многу пати не викнале на многу настави. И ве викна да се составите, па чисто за да, ама забава. некако не знам, немаш, знам дека нема да се осеќам лагодно и онака ќе ми биде преголем стрес, така да не знам, еве и вака за секоја емисија која треба да отидам некаде или на некој интервју или на телевизија, секогаш ми е како ти кажам, како да имам тремаџија сум у принцип. Случај одличен си. Не, вака се може сум одличен, ама внатрешно у себе ми е. внатре си малце да, или еве која од работа кој сум одел по обуки со станоци, знаеш, не е таму шега се, знаеш, луѓе елита да во министерства или сите агенции што се европски и знаеш нема таму не смееш да сгрешиш, мислам, знаеш, кога ќе треба да кажеш нешто. Да знаеш, големи очи те гледаат. Не е баш благопријатно дека иде камера уживо, они онлайн го снимаат тоа, да речеме, кој идеш на некој состаноци на Европол или било која агенција или за интелектуална собственост кога сме иделе или со ИЦИТА, доаѓаат стварно експерти од FBI, да речеме, од IRS, што не е, што стварно се водички. Тие од ФБ ги гледате ко рогови да имаат кои ќе дојдат, а? Не, дисциплинирано опасни се. Не, па тоа зборам, значи ги гледате како нешто баш капиталци онака. Па и се да ти кажам, и се, мислам, она се стручни, се. Значи, нема шега кај нив, они имаат систем, така да... И кога што да се научи од нив. Ке се вратиме паново. И кога рече после сите тие сулуди години што ги помина во Скопјево, нели? И кога реши да се скрасиш вака, да се ожениш, да... Па да се скрасиш, не се да се скрасиш, тоа не се вика скрасиш. Јас цело време сум сакал да, знаеш, како поминуваше времето, сите другари се испоженија деца и цело време видев како... Ти остана последен? Па не остана последен. Предпоследен. Предпоследен, Пеđa за малку отиде и он си вика, што се за некој го... Останав сам, така го сезам, не, кумот. Ти им рече ко Киро на времето, не ме оставајте сам. Не, тоа мене најмногу влијание имаше мајка ми. Мајка ми имаше најголемо влијание за тоа, така да пресечам се, може и избрзав со таа одлука, дека она години ми го збореше и има голема вистина во тоа. Што ти рече? Цело време ми викаше, сине, нели тие вика жал и криво, вика да гледаш само грдите и глупавите луѓе како се размножуваат, знаеш. Така ти рече? Така ми викаше цело време. Ама и е тоа вистина. Интересен психолошки пристап од браво. Е вистина и знаеш како е сега, знаеш кој ќе го од овој аспект кој ќе го разглобам тоа, ние сите имаме како се вика обврска кон природата, што кога некој прави муабет, што ти дала природата таква добле за здрав, жив, личен, паметен или елоквентен или како год да го наречеш, тоа е уште ако си се надградил дополнително со многу други да си изразам скилови на англиски, си должен да го продолжиш тоа, нели, да му даеш нешто на светот да се продолжи врстава. Па не, него должен си према природата, така да. Така е, да. За жал. А на колку години се ожените? Не знам, брат, тоа години она. Да, све ти е умагла. Да рипнеме таа тема. Да, него ме интересира дали после 30 почна. Слушај, не ова ме интересира. Викаат у Скопјево до 30 сам се жениш, после 30 цело село те жени. Дали тебе ти се случи тоа ме интересираш? Па не, него веќе бев уморен да ти кажам и може и грешка направив, ама дека многу бев уморен и сега до овој аспект, онака кој ќе видам какви прилики си имал со колку фини девојчиња, онака што не сум се жена ти ке те слуша се, што збориш вака? Па не, разведен сум. А разведен си ти, добре дојде. Welcome to the club, Да, welcome to the club. Така да, знаеш и сега и ден денеска. Викам, што збори човекот дома кој ќе влезе викам на клоци ќе одигне. Онда разведен. Не бе, гајле нема сега, па иди каки да збориш, мува не ги лази сега. Да, сега нема гајле. Две деца имаш? Да, две деца. Деца ми се многу сум задоволен од децата, ми се брилјантни ми се двете деца. У секоја смисла на зборот, мислам, онака, двајцата си пргави,
Помалиот има колку 6,5 со 8,5 9 се ќе полни Јована, малиот се вика Дарин, така да ми се допаѓа што двајцата се не одбиваат ништо, правиме му обид за едукација, за сакаат да идат многу во школо, на јазик, на спорт. Значи цело време се зафатени, не се преокупирани премногу со. Кирка ти што сака да што спортува, што е што? На одбојка оди. Одбојка на англиски на двајцата. А син ти на фудбал? Да, он на фудбал. Добро, ко сите деца на таа возраст. Да, па добре, не добро е што сакаат, ако го сакаат тоа да го прават. Да, мама еве на пример он е упорен, а ја ние кога ме деца на све бев можно запишан. Каја карбев, каратиста, джудиста, фудбалер, све можно. Сите спортови ги пробав. Сите ги поминав. Што кој како ми кажеш? А најмногу кој ти остави впечаток од спортот? Само само ликовно не ми пројде. Ги црташе онака со големи глави. Ѓон, класика, татко ми беше уметник како црташе и сестра ми. Татко ти беше... Да. Јако мислам многу... Чекај, татко ти беше уметник или само добро црташе? Добро црташе, добро црташе. Чекај, он беше што работеше? Татко ми исто работеше во Министерство за внатрешни работи, меѓутоа заврши кариерата, беше последните 8 години беше директор на затворот Идризово. Добро. Да, иначе цела кариера му беше во Министерство. Добро, не те прашам понатака, окей, знам. Татко ти беше тригер да се одлучиш за МВР? Не. Мислам, тоа така испадна, како ти кажам. Како испадна? Па први, кога јас учев во Орце Николов, електротехника, ниска струја, дека нели тогаш се подсмевавме тие што беа малце ако тие послаб успехот, имаше еден клас или два класа беа кабел монтери. Или пак дека секоја година мораше да имаш успех добар за да продолжиш наредната година, иначе добиваш трансфер у како се викаше Коце Металец. Да. И тоа мене да те пребацат у Коце Металец било исто како да те стрелаат. Да, тоа беше таму Алкатрас. Не виден срам беше да кажеш дека учиш у Коце Металец, брат, можеш да се преселиш одма негде. Ај сега ни дома не те сакаат више, не те примаат дома. Тоа фрустрација тешка, така да... Не ти даваат да јадеш дома. И кога завршив се пробав преј на електро, ама не ми тргна. Се па после тоа на следното, тоа беше во јунија, во септември се запишав на машински. И на машински почнувам да идам на предавања. Гледам, викам, ова дечко, се уднал ти нешто, става, памтам идам на прво предавање, нацртан геометрија, даваат некои 2-3 точки и кој фати сите да цртаат, прават. И викам, што е ова, бе, квантна физика, викам, човече, месец, два, и викам, дечко, викам, ај, отпиши си за тука, да не се бламирај. И после издава видео моите сине месеци за математика, да те правиме полицајче. Така ти рекол. Така се смеам него дека татка ми, сад обично те форсираат таму кај што има најмногу конекции, знаеш, родителите и се запиша на безбедност. На безбедност, да, и тогаш беше релативно многу строго да се запишеш на безбедност, бидејќи памтам прима 42 редовни и 8 вонредни студенти. Така да и самите физички тестови што требаше да ги направиш, требаше да видиш што се вика тестови прави за да треба космонаут да бидеш. Толку да ги буткаа, мислам ги на психолошките тестови. И на психолошките, здравствени, на секаков тип на тестовите ги правеа јака селекција и елиминација правеа многу голема. А кога е кај вас тоа селекцијата, тоест твојата одлука да се специјализираш во одредена област, кога доаѓа тоа? За Министерство кога доаѓа пример, еве јас сакам да се специјализирам, интересира економски криминал и тргнуваш. Па тоа најкултурно ми беше да ти кажам искрено. Ама тоа кога одлучуваш за тоа? Кога одлучуваш за тоа? Од сам старт го сакав тоа, знаеш. А таму во самото училиште, на самиот факултет има таму не може, знаеш, таму ти е све интересно. Ако мене ме прашаш лично, мене највише ми се свиеше криминалистичка психопатологија, највише ме интересираше тоа. Профайлери, она. Да, и оваква криминалистичка техника, и тоа ме интересираше искрено. Форензика, вама таму. Да, тоа, форензика. Меѓутоа, кога почнав да работам, знаеш, ќе видиш дека уствари немаме некои услови за тоа како што гледаме, нели, по серии, мислам, стварно сме технички многу слабо опремени, мислам. Тоа е тоа, така да од сам старт тоа видов дека не треба. Кажи ми, како проаѓаше за време на факултет на гаѓањата која вежбавте пукање со пиштол? Па немавме многу тоа. Физичкото беше многу тешко, така се викаше предметот специјално физичко воспитување. Требаше на више. И што правевте, на пример, што беше тоа најтешкото? На пример, сабајле се пази целиот како си треба да истрчаш 10 круга околу тоа стадионот, тоа беше стварно мачење, или имавме џудо, влагаш
тоа сала на искршени прозорите, Дува јануар, од сегде. ладно, тоа газиш како на Терминатор, знаеш, ти се лепат нозете Да, за зедо, душек. Камен. Камен, ладно, уште знаеш кога ќе те тресне некој на Дури тоа го душек. молиш да те тресне да се загрееш малце. Мама мија беше тоа. Да. Тоа ми се стужи ако имаше физичко и тоа траеше 2,5 или 3,5 сати имавме физичко. Еднаш неделно беше баш долго и релативно требаше да бидеш навистина спремен. И после завршетокот на студиите се вработуваш каде? Па не планирав јас веднаш, тогаш бев пред да се вработам бевме во Мајами. Бев и мислам таму искрено тука ми беше на граница да останам во Америка тогаш. Меѓутоа мајка ми ме кандиса исто, мајка ми и за таа одлука. Цел време кога ќе се слушне, леле ако останеш татко ти никад нема да ми прости, нема ова, нема еве сега готово ќе те примат на работа, ќе си работиш у МВР, она и Ке имаш 2000 евра плата, ме се те купи одма. Не знаеш колку се зезнав, ама тоа е сега, знаеш како. Како викате тоа и таа е многу јако мото и тоа у животот, треба два пати да бидеш паметен, нели како што го кажале. Кога бираш професија и кога бираш животен партнер. Да, два Тоа пати. ја пак за професија, двете професии непрофитабилни сум ги одбрал, мислам Министерството за внатрешни, мислам многу си го сакам, мислам таа работа многу ја сакам, меѓутоа не е платена воопшто. И угостителството исто е многу тешка професија, мислам пред да се вработам во Министерството, кога сум ја работел чисто професионално само тоа, многу тешка работа е таа. За мене можеби најтешка работа е овако угостителската дејност. Ако ја работиш како што треба и ако внимаваш на све, ако си педантен и А те гледам, те следам затоа што седам во форум, така се вика новиот ланч бар, Боро и Камењар што го водат на бивши млечен, нели? Да. И го гледам, значи си присутен 100% цело време. Следиш све. Што се вика повеќе од келнерите ги следиш работите. Таа работа, знаеш, кога сум слободен, знаеш, за викенд, кога дам таму, претежно, знаеш, кога ти си диригент, фактички, мораш да пратиш све. И од цела услуга треба да гледаш, знаеш, треба да имаш и сенс за тоа, едно е и искуство, друго е и сенс. Знаеш, некои луѓе работат и по 20 години, не го научува тоа, тоа ти е како и за секоја друга професија. Треба да имаш сенс, нели, да учиш. Имате, сега вака извини што те возам од тема на тема, ама кога вака кога е асинхроно, да. Имате навистина многу добра храна и со цените сте страшно атрактивни. Искрено не дека јас имам таму некој удел, меѓутоа храната стварно е топ и купуваме на мирниците и набавките се од најдобрите места купуваме, да не си изразам најскапо, а цените се Хамбургерите ви се од ЮНЕшко е стварно феноменален, тој салатите што ви се со туна, со цезарот, со ова, со она. Све мислам дека количински се многу. Колку е тоа пример порцијата? Колку има тоа цезар, тоа 300 грама? Не, 400 грама. 400 грама е тоа. Па не знам, таму има по нормативите ми, ама реално голема е порцијата, знам. Голема е порцијата, значи ептен треба да маш, мислам баш да изеде цела порција, ептен треба да си гладен. Знаеш, од секогаш ме фасцинирало искрено сега, не знам, еве ти кажи го тоа, на пример кога ќе видам, знаеш, многу од нашиве кафанџи, ресторанџи, е така да кажам, од времето сум ги следел така, изигруваат малце, знаеш, глумат газди, знаеш, он не се по место. Те гледам, знаеш, значи тебе не ти е проблем да станеш, да помогнеш, да донесеш што треба, ако у моментот е све зафатено, има гужва, има ова, има она. Ове школски гледа, тоа газди не постојат за тука барем. Газда може да биде, не знам, Ворен Бафет или некој што има ланец Старбакс или Данкин Донатс, или некој имаш 20 локала. Иначе вака што ние сме исто си, што се вика, заедно. Да, тимот, на исто може, да. На иста фреквенција сте, мислам, на ист левел се, додека не вратиш. Ама не можеш да погото има сега проблем со, знаеш, сите професии има проблем, има дефицит. Со дефицит на работна персонал, сила. Нема за било која човечки ресурси у било која институција. Како гледаш, ме интересира ти неве на ова човечки ресурси, затоа што свесни сме дека сме биле сведоци на такви пријатели наши, воделе ресторани, кафани, кај што нели останале без работна сила, од барем јас дам неколку примери такви, затоа што во моментот ако бил добар кувар од им барал покачување, не добил. Заменал го гледаш после 6 месеци Хрватска или не знам каде, или не знам каде. Мислам дека на тој начин ја изгубивме работната сила, кафанџи без барам или
Не, вака се, објасни. всеки ти објасни, барам како гледам, не, тоа ти ме не знаеш, интересира. него да не ме сватиш погрешно. Не, ако па јас за тоа те прашувам. Работна сила има. Меѓутоа нема репродукција на професиите, ме сакаш, нема кој да ги научи се, има некоја општа како се вика незадоволство има општо помеѓу сите луѓе, знаеш, нема мотивација, волјата е убиена. Знаеш, бидејќи нема пари, све е нешто Парите се мотивот, така? Да, па немаат мотив и сето некој било кој у која професија, не збориме за угостителството, него ете и кај мене во министерството нема атмосфера или да идеш негде у приватниот сектор, нема мотивацијата кај луѓето и волјата е утепана. Знаеш, на глобално ниво, на светско ниво, не само кај нас во Македонија, него и у другиве држави мислам дека е така. Знаеш, има секојаш, не знам, на 20-30 години веројатно има општа Таква е криза у рецесија, светот. да, и се случува нешто едноставно и не гледаш цело време само лоши работи гледаме. Поготово сега дени со интернетот, отвори го телефонот за 5 минути ќе добиеш Црна хроника 5000 информации што не ни треба да ги упиеш, ама тие ти се посеб ти работи мозокот ти прави некој стрес што не ни сака, не ни треба да го те труе едноставно, те труе. Нема цензурирано ништо, не ги цензурираат лошите работи. Ти текно порано како било у бивша Југославија, се знаеше како почнуваат вести, имаш почеток, средина, крајот секогаш биле се породила 5 или 7 деца родила. Имало некој след или имало некоја, не знам, завршува со позитивна вест, да те прати на спиење, мирен, весел, среќен. Све сувои работи. Сега цело време само гледаш катастрофи, трагедии. Да, само гледаш ова колку убиле луѓе, само гледаш цело време. Само војни гледаме. Која беше првата полициска во која што се работи? Не, ние обично кога се вработуваш во министерството пред овакво треба 6 или 9 месеци, не ми текна колку, шеташ по сите, те ротираат по сите полициски станици и сите проблематики мора да ги поминеш. Збориме од економски корупција, потраги, крвни деликти. Значи мора да ги поминеш сите сектори. На аналитика, да, све мора да бидеш, да видиш како функционира министерството, што све има во самото министерство. Тоа е практика која што се сега мислам дека не го практикува тоа така, бидејќи тоа го поминуваш селото и после полагаш државен испит полагаш, да. Имаш и тоа, имаш како да полагаш 7-8 испита беше така нешто. Идеш кај началници, све кај началници полагаш, да речеме, некој е за криминалистика, некој е за нешто друго, за управни работи и полагаш тестови, нешто беше усмено, нешто писмено. И ако не го положиш, тоа имаш шанса уште еднаш, како не, добиваш. И ти се одлучи за економски криминал. Па кога почнав онака се распрашав, знаеш, така ми беше најкултурно, најсве, меѓутоа најтежок е економскиот криминал, значи има. Зошто? Па прво треба да разбираш многу, има многу читање. Знаеш, документација, дека све е со документација, не е како порано, сега све документација за било кој предмет, за било која пријава, кога кидеш кога гледаш доказите, имаш еден тон документи што треба да ги гледаш лист по лист, да ги читаш кој што фактури, вакви такви тендери, не е баш овакво едноставно. За да направиш случај сублимат, да направиш да видиш дали има докази да се пратат во обвинителство. Дали има нешто што се гони по службена должност, дали има некои злоупотреби и така. И обично колку тоа не сакат, значи многу мал интересот за инспектори што сакаат да работат во економски и корупција, од тие причини што 80% од кривичниот закон, од делата од кривичниот закон спаѓаат под економски криминал. Да речеме за дрога има 2 члена по кој работиш, имотни деликти исто имаш 3-4 члена и тоа е тоа, знаеш, кога правиш кривична пријава, нема истиот теркот, не треба да го мали се измените на пријавата и општо доказниот материјал, ти се за кривична пријава што ја немам напишано за перење пари да докажеш или да кој ќе го ставиш доказниот материјал, тоа 10 страни треба да само доказен материјал да го ставиш за да го докажеш. Камењар, објасни како иде тоа, ти собирате докази, така? И после која дава наредбата да се изврши претрес? Добро, претрес дава судијата, дозвола, но кој од вас тоа е заеднички работиме со обвинителството, затоа што некојаш иде по нивни предлог, некојаш по наш предлог. Значи ние сме успрега цело време со обвинителите, така да они некојаш по нивни сознанија, некојаш по наши сознанија. Ама сепак мораш ти кога ќе добиеш сознание или пријава, ќе процесираш кај го известуваш обвинителот, па заеднички се договарате или
знаеш, ако е од наша иницијатива, можеш да го убедиш обвинителот за некои мерки да ти даде, дали се ПИМ, дали се претрес или други истражни действија, значи он мора да добиеш наредба, нешто што е по кај што нарушуваш приватноста, можеш да добиеш наредба од судија на претходна постапка. Кој беше првиот предмет што те направи горд и ти даде, како да кажам, мотив, трамплин да се чувствуваш дека вредиш во тоа што го работиш, дека си направил нешто што навистина е by the book, што викате вие полицајци. Ти кажам искрено, не мора да има некој предмет што... Може имаме, знаеш како сега момент овака ме фати малце неспремен, не дека ти викам не сум спиен, не ми текнува се, знам тоа нешто во Карпош беше, ама имаше многу адреналин тогаш. Јас кога се вработив беше 2002-2003 година, тогаш беше уште сензитивно со конфликтот и многу често имавме претреси на многу места, бидејќи имаше многу, нели, тогаш и се раздружува граѓаните. Кампањата за раздружување. И сега имаше, нели, некои рокови, после некои луѓе не го продадоа оружјето и така да по сознание цело време одевме на претреси, знаеш, каде што имаше сознание дека некој чува експлозив, автоматски пушки или што год да е. И се малце беше незгодно одиш у Пецаба или во некое село или во некоја област кај што е малце, не знам, и не безбедно се. И знаеш, имаше голем страв дека уште тогаш откажеш некој РПГ ќе те рокне или некој трамболинче, тромблонска мина некоја ќе те прати у стратосфера. Стратосфера одлета. И цело време така тие 2-3 години на почетокот не на мене, на сите им беа малце стресни. Знаеш, уште не беа смирени страстите, уште имаше, знаеш, имаше лица такви криминогени лица што не размишлаа баш многу. И според тебе пуша спомна таа кампања. Според тебе, како ќе оцениш таа кампања? Тоа заврши пак како еден театар, како све што завршуваше кај нас обично или... Па, друже, гледај, логично да размислиш. Ти сега ако имаш, да речеме, пиштол или пушка што е 5-6 евра, ти ќе предадеш? Треба си го ќе закопаш така? Треба си го да дадеш. По принципа никој не ти ја знае. Тоа малихери ви предава. Тоа што продадоа чатали, што се вика. Ја барем така мислам, се мене ми беше... Кубури од 17. Мене ми беше смешка, ама добро. Пак, тоа мораше се направи, тоа беше добар потек и на владата заради тоа што ти вика дечко предаде го. Ама ако не го предадеш, ако те фатиме идеш у затвор. Ме слагаш, им дадоа шанса. И после тоа не може, извини, не знаев. Нема, не знаеш, имаше цела година. Реално сега знам дека тоа може би не е твоја област. Реално сега како стојат, има ли ваши сознанија, има ли голема количина на скриено оружје на црно во Македонија? Не е тоа моја браша, дуже, немам такви податоци. Знаеш од кој аспект те прашам? Затоа што кога пукна она у Србија со рибникар, со едној малиот што ги спука другарчињата, излезе дека Србија имаат илјадници оружје кои што никој не го има забележано нигде дека постои, го нема регистрирано. Школски, тоа е до менталитетот, бе. Ти сега ако сакаш нешто да направиш, дуже ќе најдеш модел. Не мора да биде пиштол, можеш со било што да го направиш, тоа ликвидација да направиш, можеш со било што. Кој сега оној како си играш оној Бил Марей или не знам што има 2 филма направено, ако си ги гледал, едниот е за кулите близначки, другото е за оружјето во Америка и во Канада, има направено компарација. Добро, имам не е битно, и се два града се ги споредува, да речеме Детройт и Майкл Мур. Майкл Мур, извини, ја имам гледано, едниот за Детройт, другиот е за некој друг град, дали Онтарио, Канада, на истово езеро, не ми текна се вака. И сега за година дена исто количина на оружје што имале, мислам, легално што имаат граѓаните во едниот град и во другиот. Во Детройт, да речем, имало за година дена 330 убиства, вамо едно убиство. Разбираш, ги се граничат на 1 километар, 2, значи преку езеро сам. Значи до склопот е до менталитетот, до системот. До менталитетот на луѓето. Тоа е, сега, значи, да 1 километар се гледат, што се вика едни со други. Тамо мирно. И тие американци, и овие американци, мислам, тие канадски американци, овие од Соединетите американски држави, ете. Така да само општество има ли некои проценки вака или она што кружи меѓу вас во вашата фела? Колку, затоа што секоја власт како дојде во Македонија, сите најавуваат парите ќе ги вратиме, овие толку милиарди истисна, украдоа, другите ќе дојдат, овие толку милиарди украда. Колку всушност милиарди се украдени од буџетот од самостојна Македонија до денес? Има ли некој таква проценка направена? Ја не знам таа статистики што е, како тоа може да нагаѓа било кој со проценти, сега не знам, меѓутоа ако некој сака
Ја од оваа гледна точка и од ова искуство што го имам до сега и од ресурсите на самата држава што тоа е многу пати сум ми го кажал се на многу колеги. Да. Општо вака што се збориме со граѓаните, она све што го има Македонија како држава што се експлоатира и што се даваат природните богатства да се експлоатираат, кога граѓаните и сите што имаат и приватни лица и фирмите и правни лица, кога би ги плаќале не 100%, 50% давачките да ги плаќаат, ја мислам дека за 4-5 години можеме да се раздужиме секаде и кога би се направил систем да се плаќаат реалните давачки. Не знам и баш за фискализацијата на цела територија, не знам кој ги прашува колегите од Управа за јавни приходи во проценти колку се плаќа од 100%, колку плаќаат, колку куцаат правните лица, некој 16-18% на цела територија, што е тоа даночна евазија, тоа значи тоа е мислам како ти кажам, толку институции, толку свеа, сепак нема тоа, треба една генерација, една влада да речеме, од било кого да треба да се жртвуваат за интересите на граѓаните ако сакаат да се Значи една влада да реши ние 4 години или 8 години не крадеме ништо. Не само за треба да си го жртвуваш, што се вика да некој начин животот од аспект треба да се замери со сите. Да, со сите, да ги земеш парите на некој. Да, земеш парите и тоа што викаш. Треба многу луѓе да ги крцнеш. Главната тема ја потрафи. Тоа треба да се замериш. Да. Како да влезеш? Кој сака, сите гледат едно животчето, кој сака да си го расипе животчето, комфортот, кој би сакал погото од аспект кога е стае на врво, така. Зашо би се жртвал? Во таа смисла... Сите знаеш како размислиме, ние македонци сите на овој мислам на Балкасиката и кој што веќе правиме за кој ќе ми рече фала. И се сите идат со тоа мото, кој ќе ми рече фала и ќе ти каже некој фала па ако си поштен. Одма идеш удри бригу на веселје и како вика, ако не можеш да го победиш, придружи му се и сите. Уште првиот месец му се придружуваат, така да речеме. Сакаш да кажеш дека кај нас организираниот криминал фактички, ако може така да се каже, а може, дека е едноставно нешто што не може да се искорени. Тоест дека е недопирлив. Тоа се знаеш дека тој нов одел е нов 15-20 години и онака уопшто светот организиран криминал кој ќе кажеш, знаеш, многу им звучи интересно на лицата, мислам на луѓето сите. Не е тоа организирана форма, значи не е само кај нас, значи сегде се Добре, јасно е дека е сегде, да. Само другите држави имаат многу повеќе, значи они граделе со векови, дека се да речеме на Франција, Шпанија имале колонии го дереле цел свет и се они имаат вакви сака нив, да речеме, не се делка толку 5-6% и е многу по софистицирано тоа и не е у такви размери. Да. Има кај нив не се осеќа фактички, кратко речено, не се осеќа така. Дури и мафијата у одела се облече во Италија. Да, имаат систем на вредности. Не, си имаат направено систем и си плаќа секој, знаеш, по дефолт тоа ти е како се вика, како култура, можеш да платиш, едноставно тоа ти е, идеш и оставаш колата на паркинг, ти си пушташ тука кај нас, гледаш како можеш да го зезнеш системот. Како да не платиш, гледаш. Се купил кола 200.000, 100.000 евро, он гледа кај да качи негде, ако може на Бандера за да не плати или на Патарина да помине. Па да. Тоа е страшно. Злоупотреба на службена должност, имаше се еден случај таков. Или кој се смеам со кумашинот, он работи во Мак Петрол, се смее со него еден дека он работеше на пумпа едно време. Вика да ќе купува кола 100.000 евра, ја става на плин. Се вика мајко. Луда работа. Да, купа некој БМВ или некој Мерцедес. Седеме бензинот ќе купуваш кола 100.000 евра, ја ставаш на плин. На плин. Луда работа, тоа е тоа. Така и овој ли купува кола, скапа кола, а нема бензин да истаи, така. Кажи ми, што најмногу те погодува у твојава професија инспектор за економски криминал? Што најмногу те боли? Не можеш да ги видиш резултатите, не можеш да ги видиш. Финалното. Ти ќе ги превземе сите действија све и на крај знаеш дека на пример за сето тоа што го имаш ти како податоци, како докази, како све, дека тој треба да му се конфискува имотот и да му се направи финансиска истрага и да му се одземе тоа и да иде во затвор, на некој начин да за понатака да ги дека уствари мене во принцип тоа и од дете сум многу ми е гајле дали ќе иде некој во затвор, земи му ги парите, ми испотребал некој дали ќе биде шо ако да иде во затвор, идел не идел, исто ти се фаќа. Затоа ми се свиѓа, да речеме во Америка има направено систем онаш кој е со кауција, некој криминалец што е од друга држава, дојде ни тука се некој мигрант, нели, прави мафија и се он го фатиле, како се вика,
Во криминал. Да, во криминали ќе му лупнат кауција 3-4 милиона, да речеме, он ќе си ја плати и ќе избега од државата. И они се спасиле. Они тоа и го сакаат. Да. Ти ги зима парите и те брка, оди forever and ever да. од државата те брка. Така, да. Лепота, а сега Персона нон грата. кај нас е обратно. Ќе се борат со парите, онај ќе плаќа таму, ваму и после 2-3 години со толку пари што ги украл, после ќе го гледаш од овако станал аналитичар. И угледен бизнисмен, така? Претежно. Да, Сите што еве или она скопското се снашол. Да, би имаме милион примери такви, така еве го гледаш, мислам, знаеш дека бил голтар се немал што се вика 100 грама сончоли да купи, се го гледаш вози коло од 100.000 евра. 100 е више малку, да. што се 100.000 евра се више. Они коли некој ги гледам, се чудам, си викам ова да купам ја кола од 300.000 евра, викам не знам што треба да правиш. Текно на сцената во Goodfellows кога ја плячкаат банката и прават журка вечерта успешна. Не плячка банката, аеродромот, така, тоа е позната плячка реална, да. Кој ги најури Роберт Де Ниро. Да, кога му дојде тој што таа. What's the matter with you? What's the matter with you? Дали си нормален, вика ги покажуваш парите. Со бундата, со бундата, колата, да. И после тој. Да, и тој после заврши нели закопан. Па не полак сите ги Да, сите што ги покажаа парите. А кај нас сакаш да кажеш дека без проблем ги покажуваат парите, вие ги гледате дека ги покажуваат парите, собирате докази дека ги секој ден ги гледаме, си милион примери има, така ги гледаме, се не би сакал, не е. Да, јасно не ни сакаме да ги спомнуваме, да ги кажуваме, се ми дури е дегутантно е да го кажеш, знаеш, дури смешно е вака ги гледаш. Добро. Еве ова што кажа смешно е страшно демотивирачки. Ете, сега тоа ќе го кажев. Тоа е значи демотивирачки. Не само за нашата работа, него општо за ја губиш волјата и мотивот да работиш. Затоа се луѓето такви летаргични. За 90% од луѓето се летаргични, сите сакаат да бидат у политика или да се бутнат на некој начин. Лесни пари кај што може да добие така, да. И кажи ми како се бориш против тоа, еве. Никако како се бориш секој ден после работа идам на водно да не ти летне врапчето. Од стресови, од нервози, од тоа што те боли, што го гледаш, не дека сакам да бидам на негово место, него едноставно не иде, знаеш, ти заради таквите ти е платата таква, не ти е мрдната 20 години. Кажи ми, а како тоа се рефлектира во смисла на валкани значки, корупција во МВР, има такви случаи, се процесуираат ли од внатрешна контрола, такви работи? Веројатно никој не е имун, затоа што платите сами откажуваш мали се, а овие другиве кои што го прават сето тоа што го прават по нелегален пат се многу моćни. Абе, друже, сега гледај, сега за тоа не би можел баш да зборам, меѓутоа е колку толку министерството наше се исчисти од некои ликови. Меѓутоа кога се прави некоја таква работа тоа е недостижно, тоа е како се вика, значи озаконет криминал. За мене вака, не е тоа кај нас, него сите системи, сите држави тоа е озаконет криминал. Сакаш ти, како што викаш оној Кристијан Голубовиќ, што вика народот гласа кој да го краде. Значи народот одлучува кој да вика, овој сакам да ме. Сега овие 4 години овој сакам овој да ме делка. Сакаш досамо беше. Доsadно ми е. Не му стојат на овој пари, дај на овој ќе му дај. Така испаѓа, бидејќи сите тие што се направени институции, мислам дека све е тоа, како да ти кажам. Кој Вук Магарца што вика, да си ќутам боле. Да не добиам. Овој многу ми беше интересен, секогаш така кога ќе се видиме, кога одиш на работа, викам каде камењар, кажеш, викам одам да ја спасувам Македонија. Да ја бранам Македонија. Има ли, може ли Македонија да се одбрани? Може ли да се излезе од ова мајевсан круг овој што го кажуваш? Ја ти кажав школски дека некој да сака за еден мандат од 4 години, Македонија може да направи Лас Вегас да биде. Значи, знаеш колку едноставно. Ако се сака да се даде жртва. Колку едноставно бе камењар. Многу едноставно. Само треба да стегнеш заби да ги впрегнеш, да ги исчистиш институциите сите, да донесеш вистински луѓе што сакаат да работат, што се мотивирани. Кажи ми кој треба тоа да го направи? Кој треба тоа да потегне? Системот, значи власта. Тоа треба да почнеш од сега, треба да почнеш од репродукција на кадети, треба да го спремаш од дете, да ги мотивираш децата, да речеме некој што е средна школа го гледаш, учи медицина, тоа е најдобар. Да го спремаш од дете, ова ме потсети на принципот на јаничарите. Државата треба да му плати, да речеме кај има најдобар универзитет за, да речеме, за
абдоменалец или не знам, идеш ти правиш 10 доктори, ги плати државата, да бидат абдоменалци, 10 да бидат, да речеме, со финансиски криминал да се ват. Значи, така во 20 век неме репродукција. Така во 20 век регрутирале одредени безбедносни служби, баш на овој начин. Државата тоа треба да го плати и ти му правиш и договор. Даваш договор, да кажеме, минимум 20 години државата све ќе ти плати, ќе те обучиме 20 години, ќе работиш за државата, ама ќе го платиш и добро. Не ти за да го обучиш, па ќе му дадеш плата 500 евра. Не, него ќе му речеш, дечко, ти ќе зимаш 3000 евра плата, ама за тоа ќе работиш честно, поштено. Во одредени акции поврзани со ова што сега што го работиш. Треба да речеме национална стратегија немаме ние. Немаме ни филинг немам чувство дека граѓаните си ја сакаат државата, искрено ти кажам. Зошто? Зошто мислиш така? Не знам, тако чувствувам. Па бидејќи како мислиш, еве било која гарнитура додека изгради нешто ќе направи, сите го кршат, го брат. Клупа ќе земат. А ти почнеш од основното, од клетката почнеш. Вандали сме сите, они не сваќаат дека он дал пари за таа клупа или за тој споменик или за што год да е за тој автобус. Дека тој е јавен превоз, а не дошол, како да поминале гасеници, човече, нов автобус, го ишкртале, откорнале седишта, гаселе цигари. Нема, тоа е. Кажи ми, некојаш ти бил загрозен животот во одредени акции што сте ги имале било кога? Ни бил, друже, само не си бил свесен. Отпослем, кога ќе ти падне адреналинот, знаеш, некои работи ќе ги поврзаш. Да, ќе ги сублимираш дека си бил изложен на нешто што можело да заврши. Или си направил некој непромислен потек, избрзан од адреналинот, да не знаеш кај што можело да ескалира целата ситуација, да па после да биде страчка нема врачка, да искочило нешто. А закани си добивал конкретниот? Па не, друже, не, ја не оставам таков впечаток, мислам да оставам простор некој да може, бидејќи да и кој би се случило тако, што би рекол Путин, одма ќе добие казнена. Па не превземам акција одма за таква работа. Би превземал, сега мислам, не закани можеш да добиеш исклучиво ако си нечесен. Ја исто така гледам. Бидејќи секој криминалец кога прави нешто, кога ќе биде фатен, он нема што да ми се љути на мене. Зашто да ми се љути на мене? Едноставно да. Обично добива закани. Доказите го паднале него. Обично се лутат, добиваат закани тие што се нечесни, што зимале. Аха, што биле валкани. Да, што биле валкани, што зимале, а пак им го сместили. Да, пак го сместили. Барем јас така мислам, така сметам. Да. Иначе нема зашто да ти се заканува некој ако ти си работиш честно поштено работата. Ако си што се вика, ако им служиш на граѓаните, зашо би ти се заканувал некој? Кога он се тоа го работи, криминал, не е битно кој не више помирен дека ако работиш криминал еден ден можеш да заглавиш. Па не мораш, ама кога си фатен, треба да бидеш спремен да си ја платиш казната. А кажи ми, знам дека и ти како инспектор вршиш сослушувања на оние кои што се под сомнеш се уште и така натаму. Дали ти е тој дел, дали за тој дел одевте на посебни обуки, како се врши сослушување? Па не, тоа на факултет, додека студираш има овакво, предметите има начин, криминалистиката има како се врши испитување. Мислам, има и прирачници, сме имали и обуки такви, не знам, умаглам ја. Сме имали доста. Тоа стратегијата, како ќе сослушувате одреден што е под сомнеш, ја одлучувате? Па знаеш, пазе, мора да ги ни донесу нели европејци и инвестира во сите полициски станици за соби за сослушување. Знаеш, мора да се приближиме до регулативата на Европска унија, знаеш, на начините и они како го вршат тоа. Исто тоа го правиме ние, нема више. Уште функционира стариот добар метод, добар лош полицаец? Добро, тоа увек функционира, ама сегде претежно можеш, знаеш, сегде има камера. А кој е според тебе највака? Добро, тоа зависи од профилот на оној кој што го сослушаш и така натаму. Според тебе кој се покажал од искуство гледано најпродуктивен начин на сослушување од ајде да кажам така со ние што се вика или малце повеќе со? Добро, може би прашувам лаички. Колку поиш имаш докази, толку поиш го имаш урака да го отвориш, да си признам, бидејќи реално
подобро е за него кога и обвинителот гледа другачие после тоа кога соработува тој што е обвинет и кога ќе каже, поготоа ако ти каже нешто друго што ќе ти треба многу повеќе време да го докажеш. Тоа секогаш го гледаат као леснителна околност обвинителите. Мислам дека да, и судијата и обвинителот и све го гледаат, знаеш, друго е некој кога. Значи тоа покажува дека он има некое чувство можеби на совест, на каење. Тоа уствари тоа покажува, така. Да. Така да, кога имаш поише докази, знаеш, полесно можеш да го отвориш. За да се скратиш постапката, да него тробаш и рече вака имаш право да го држиш 24 часа, можеш вака така, има многу. А кај нас на пример, чекај само да пробам добро. А кај нас на пример има ли тоа во одредени ситуации одите ли, така да кажам, кај институтот, не знам тоа како да го наречам, спогодба, договор? Тоа обвинителите го прават, обвинителите не можеш тука да се мешаш. И тоа за мене е окей мерка, само да не се злоупотребува. Значи е окей да се спогодиш, знаеш, да нема постапка и да како што е у Америка исто. Значи доаѓаш, си признаш вина и сега реално ако ти докаже обвинителот, ако си инатиш, можеш да добиеш и 8 години, вака ќе си се спогодиш на години и пол, две, и ама ги скратош, ќе си платиш и нели што треба, и казни и ќе си вратиш парите. Кој е во моментот според тебе од твојава област практикуван, така да кажам, не само најпрактикуван, него и доходовна гранка на криминал од овој економскиот? Што е сега најопасно, така да кажам, што најголема опасност ја доведува државата? Јавните набавки, душе тендерите, дефинитивно тоа е најмногу и најмногу мене сум разочаран, најмногу и ми е за животната средина што многу малку се превзема, односно што ни ги касапат шумите и што се загадува многу животната средина. Има институции се до тоа, меѓутоа не се работи доволно за тоа, значи кој кај стигне пали, фабрикиве не се контролираат, сите фингираат со податоци што горат, како горат, сајле оџаци вакви, филтри такви. Ја мислам дека е тоа све. Па тоа значи сегде е буквално без контрола, сегде е на баш и не дека е без, се не можам да набедувам никого или да преюдицирам нешто, ама тоа е очигледно, нели? Но што може толку да се загади, са кога е направени, како се вика... Да, по сите стандарди има филтри. Истражување дека од колите, колку е од колите, колку е од ова, колку е тоа, изнеш мерките кои ќе видиш загаденоста на PM10 честички или тие PM, како беа 25, дека идат енормно високи, има поготово некој временски период после 22 часот, така како и грее после 22 часот. Што демек стано некој на спиње, го ложи ќумбе, врска нема. Значи, тоа ни се сигурно некои правни лица, да речеме. А кажи ми, уште ова, извини, знам дека имаш обврски со твојава втора секундарна дејност. 3 дејности, децава се трето работно место. Да, трето работно место. Кажи ми, има ли, затоа што гледаме секоја вечер, брат, вчера гледав некој си тамо, имаше интервентна полиција, уде бар мало, вамо тамо претресува коли. Каква е состојбата денеска со дрогата, особено кокаинот? Има ли воопшто кој го контролира тоа? Тоа не би може да ти кажам, меѓутоа не би знаел устари тоа, има многу луѓе што го работат, тоа некај нас, тоа е расширено во цел свет. Тоа е значи регионална. Не, ама од секојаш било ни сите векови, не тоа од сега. Така да тоа е, знаеш како иде според мене од искуство или она што го гледаме, поварувачка, потрошувачка, ти немаш нешто да сузбиеш што го бараат луѓето. Па да. Ајде проституција ти сузбијат со векови си. Си постои. Така, само што не знам зашто не го легализираат сето тоа кај нас. Барем ќе знаеш кој го работи тоа, ќе ти е под контрола. Така и да речем и за дрогата. Викаш и да ова дрога легализира. Па нема и онака кој легализира. Малте не што кој ги продаваат сите, секој кој стигне продава како карамели продаваат, така како бомбони да продаваат. Не знам. Така ќе му дојде некако, нека нас секаде. Имаш авангарден став, ама не е нелогичен кој ќе видиш, затоа што никој не успел да му стапне на вратот на тие. Абе не, работат колегите, има Па која е поентата, еве, работат, ама која е поентата кога еве сами викаш дека е невозможно, тоа е со векови. 20-30 луѓе со они, колку може да работат, брат, колеги, работат, има стварно инспектори за дрога, стварно врвни инспектори, стварно работат момците од јутра до сутра. Имаше сега поготово
7-8 години, многу јаки реализации имаше, многу јаки, веруј ми. Значи, акции така добро смислени и сработени, што FBI немаат сработено така да се рече, ама помогнато и од ДЕА и од... Значи, тука регионална соработка колегите баш веројатно, на исти спрат сме, значи сработеа луѓето овие 7-8 години, стварно се за медаља. Сите они. Меѓутоа не ете и тој фидбек го немаат. Малце трошки добивале за толку што го има тоа сработено, реално. Камењар, толку многу имам уште прашања, а ќе ти го испочитувам времето и што се вика и треба да имаме и осет, нели, сепак да не бидеме премногу и досадни, мада со тебе не е досадно никогаш. Благодарам. Да, многу ми беше кејф што дојде да ми бидеш гостин. Јас сум почестен исто да, што ме покани. Фала ти многу. И ти посакувам многу успех у твојата работа и угостителскиот бизнис и децата, што е најважно да ги направиш луѓе, тоа е уствари најголемата задача. Најголемиот успех на секој родител е детето да го, што се вика, да го изводиш на прав пат. И се гледаме кај тебе во форум. Фала ти многу. Ова беше уште еден подкаст преку Тасевски шоу. Се надевам дека уживавте со мојот соговорник, како што уживав јас, и се гледаме во наредната прилика. Секој е добро.